Паркираните автобуси и блокадите на главниот град веројатно ќе станат секојдневие, зашто градските власти не отстапуваат од своите тврди ставови. Иако градоначалничката Даниела Арсовска не се појави во јавноста, преку соопштение ги отфрла сите обвинувања кон неа. Згорана се најави дека утре ќе биде објавен повик за линиите 20 и 22, но ниту Слобода превоз, ниту Мак Експрес нема да може да конкурираат една година по раскинување на договорите. Ги повикуваме сите приватни превозници да аплицираат на објавениот јавен повик, индивидуално или преку представник на приватни превозници. Тој се однесува на линиите од кои градот Скопје има потреба. Тоа се броевите 20 и 22. Единствена разлика е во тоа што ниту Слобода превоз, ниту Мак Експрес нема да можат да конкурираат една година од денот на раскинување на договорот поради прекршување на одредбите од договорот од нивна страна. И додека град Скопје целосно ги игнорира блокадите на приватните превозници, тие со душа чекаат позитивно решение, но бадијала. Автобусите остануваат паркирани на улица се до крајно решение на проблемот. Ние сме убедени во нашите барања, ние сме упорни, ќе бидеме истрајни до крај, се додека нема помак во решавање на нашата состојба, нема да отстапиме од нашите барања и од нашите позиции. Ако нема позитивно решение, превозниците размислуваат на блокадите да ги донесат и нивните семејства. Жално и трагично како секој си ја префрла одговорноста и никој да не се појави како медијатор за решавање на ова состојба. Според превозниците, ваквите протести се поради тоа што не постои друг начин да се сврти вниманието кон нивниот проблем и долго што го има ЈСП, односно градот Скопје. Расте револтот на приватните превозници кои натаму остануваат паркирани овде на скопските улици. Вела дека крајно е неодговорно градските власти, односно градоначалничката на Скопје, да не покаже сериозност и конечно да не изнеде решение на нивниот милионски долг. Со реакција се јави и министерот за локална самоуправа Ристо Пенов, кој е и поранешен градоначалник на Скопје. Рече дека протестот треба да биде насочен на друго место, а не граѓаните да ги плаќаат последиците. Не можам да кажам кои мерки ќе ги преземеме, но ја следиме ситуацијата. Граѓаните трпат преголема штета заради некакво самоволие кое е присутно на улиците, вели Пенов. На неговата изјава реагираше и директорот на Слобода превоз Ленин Јовановски. Ако некој мотивира насилство во демократска држава каде што протестите се уставно загарантирано право, тогаш треба да се загрижат многу фактори во и надвор од државата. Протестите се законски најавени, вели меѓу другото Јовановски. Инаку приватните превозници се уште остануваат кај трговскиот центар Мавровка, кај зградата на Црвен крст, како и на булеварот Илинден кај град Скопје. И тоа заради долг од над 1,5 милиони евра.